луѓето би купиле било што е прогласено за уникат. Добро вечер. Добро вечер. Комшо здраво комшо, драмота? Ќути, комшо, зоврев се, стопив на сонце, ој. Седи комшо, сум спремил закуска. Славиме денеска. Денеска е ден за славење. Земи си бомбонче да се заблажиш, земи таму сендвичиња, има ракиичка една, здрми сокче, што сакаш, блашко тука, смокички. Касни си, слободно. Мала ти да знаеш колку сум гладен. Ева супер. Комшивке, па кај си ти бе? Ајде на закуска, на закуска. Кој е поводот? Абе, 17 јуни, ден за славење. Роден ден е ти? Не ми е роден ден, ама исто кој да ми е роден ден слободно. Комшо! Ја, Комшо, бе, ела комши, ваму, што е ела ваму, ovo ела славење ваму. тука? Ај, здраво живо. Ракиичка, знам ти сакаш ракиичка. Ајде, малка да се почастиме. ден за славење. Многу сум гладен, да ти кажам право, од Савајле ништо немам јадено. И јас исто. Сендвичи си. Има сендвичи. Ти си ги правила? Јас сум ги правил за вас, бе, комши. А кој е поводот? 17 јуни е, да ти кажам право, многу ми е убав овој ден, многу си го сакам овој ден и секоја година си го слава. Чекај бе, да не ја запроси онаа девојката што ти доаѓа секој втори ден на пеглање? Не, ама ќе биде и тоа, здравје. Да не купи нова кола. Не бе, матизот не го менјам за ништо бе, каква нова кола. Каснете си. Да не ти купи татко ти стан. Не бе, не ни тоа и да ти кажам право, ја Влаје не го менјам бе, какви стана како глупи, тука ќе останам бе, ова ми е најубава населба на свет. Така е, убаво. Кој, комши? Ај не држи у неизвестност, кажи за што пиеме и јадеме сега тука. И па 17 јуни 2018 година е потпишан Преспанскиот договор. И фала Богу, благодарение на тој договор, ја трнавме онаа глупава кованица БРМ, си становме Северна Македонија. После опси влеговме во НАТО и становме дел од едно големо друштво. Здравје Боже, ќе го решиме и проблемот со нашите соседи бугарите и ќе си станеме дел и од Европска Унија. Ја летеме слободно Затоа ли да јадеме и пиеме бе? Предавнику еден бе. А рам да ије млекото на мајка ти што ти го давала бе. Со расоидно копиле, очи да не ти видам више. Што не ни кажа бе, мајмун еден. Ебе Бог да чува бе, абе што глумите во Маровчишта бе? Што глумите во Маровчишта бе? Знам сите дека бевте комуњари бе, им се улизававте таму на Заев на Ковачевски бе. Сите сте исти бе. Сите ве знам сега големи во Маровчишта. Глумат они, ве знам што мустри сте бе. Ве знам што мустри сте. Што е сега ти? Што е? Ја слушаш сирена? Ја слушам и? Сега и во Бардовци да пратат комбе да те соберат да те носат на лечење, така да знаеш. Комбе Бардовци бе, ти не си нормален бе, ти си будала бе. Абе, ајде бегај таму. Абе, џабе бегаш бе! Џабе бегаш и полиција ти викна в опколен си! Ѓубре едно предавничко бе! Пфу! Господине, извинете, зошто носите нож под мишка? Не носам нож под мишка и ова не е обичен нож. Ова е ножот на Бујар Османи, кој директно ни го збрца во плуќата на македонскиот идентитет и закова шајки. Ама убаво рече премиерот, секогаш и секаде ќе се бориме. Абе, ајде, доста со таа патетика. Ви се молам, доста со патетика се. Добре бе, прашај ми нешто друго ако сакаш. Добро, како се справувате со Жешково, например? Многу ми е тешко. Многу ми е тешко на Жешково, значи последните 2 дена осеќам тука малци градиве ме пецкаат и ме болат и си викам да не е срцево и баш сега се враќам од доктор, бев на контрол. И што ви кажа докторот? Докторот ми вика шо ти е, ја му викам тука ме боли, тука, све ме боли, значи све ме боли. Викам да не е срцево. Вика пушиш ли? Викам пушам. Па дај бе, вика една цигара ги потрошив мојот. И му дадов цигара и после вика ај ќе те слушнам со стетоскопот, диши, не диши, ај зини, вика ништо не ти е, од жештината ти е. Здрав сум. Децата отидоа на распуст. Тоа е радосна вест. Децата отидоа на распуст, администрација отиде во Грчка да се брчка, значи автобусиве полупразни, улициве полупразни. Абе да ти е кеф да си живееш во Скопје и вака ќе биде до крај на август. Вакво Скопје сакам. Ајде, продолжавам. Ајде, со среќа, господине.
Британскиот амбасадор за новото македонско-британско партнерство рече: Британија од секогаш имала инстинкт да се спротистави на насилникот и ако не се спречи, ситното малтретирање може да расте експоненцијално. И експоненцијално каков збор употребил британскиот амбасадор. Да бидам искрен, јас не ни знам што значи тој збор. А тоа значи, тоа е уствари математички термин што значи скок, растеж, прогресија. Или со други зборови, сегашното мало малтретирање може да порасне во поголемо малтретирање. А кој не малтретира? Па кој стигне на нас, таква ни е кармата. Словенија се уште не го признава хрватскиот јазик како малцински јазик. Абе, дечко, ја не знам што не ти е јасно во овој дел во Европа, комшиите не се сакаат и нема лек за таа болештина. На Скопската противпожарна бригада и недостасуваат 200 пожарникари, фалат и нови возила, а пожари допрва следуваат во нашата земја. Знаеш што е лек? Да имаме ладно лето и секој втор ден да има дожд и така секи ни биде под контрол. Конечно ќе се реконструира покривот на Националната и универзитетска библиотека, нема повеќе да има прокиснување. Значи вака за библиотеката е лошо да врне дожд затоа што ќе ги накисне книгите. А за друга работа е па убаво да има дожд. Ај сега фати им го крајот. Гувернерот на Народната банка Трајко Славевски рече дека според последните податоци од Евростат минималната плата во Македонија има поголема куповна моќ отколку во 10 други држави членки на Европската унија. Управо е човекот. Например, ти со минимална плата у Португалија, Грција, Малта, Кипар и да не ги редам други, си обичен клошар. Додека во Македонија си господин човек. Таму тие 2 евра кафе у кафана да седиш, кај нас можеш еспресо за 50 денари да најдеш. Како не, каде има за 50 денари еспресо? Еве, дој кај мене у Драчево 50 денари у една рупа кафана, ама 50 денари еспресо. Сега добро, во Драчево, во центар е 120 денари, ако не и повеќе еспресо. Шо бараш у центар Нова Жешко, дој си кај нас у Драчево, бе дечко. Добро, за Бугарија? Немој лебати за Бугарија, мислам и од Бугарија и од Грција ми е преку глава, како да ти кажам. 30 години легнувавме, заспивавме, станувавме со прашањето, со името со Грција, сега Бугарија. Аман бе веќе никако да мрднеме од мртва точка. Ние не сме мртва точка. Ние сме запирка. Ама дај батали тоа со Бугарија, дај нешто друго. На Исланд и Гренланд во мај оваа година се регистрирани рекордно високи температури со над 10 степени над просекот за тој период од годината. Тоа ти е, дечко, алчноста на ова човештво еден ден ќе го донесе до пропаст. Ме разбираш? Никако да не ни дое памет, бе. Еден ден пола Европа и Америка ќе ги снема од прилив на вода. Ама никој не размислува за тоа. Само да се штанцат пари, пари и само пари. Тоа е. Пари. Ви благодарам, господин. Добар ден на сите. Ако сте спремни, може да ја почнем пресконференцијата, така? Ние да сме спремни, министерке, ко запета пушка сме. Браво. Министерке, мора да признам дека хањинава многу убаво ви стои. Фала што примети. Да ви кажам, јас се што си купувам на попуст. И така, тоа е убаво, ама на попуст е купено. Штедлива е нашава влада. Браво. Штедлива и скромна. Така. Мислам, се осеќа тоа, поради тоа, нели... Ај колега. Расте вашето BDP, мислам. Колега, не мрчи. Добро, ајде да почнеме. Вака сега. Оваа година по 6 години пост конечно ќе има учебници по странски јазици. Браво. Дури по цена и вработените од МОМ да не одат на одмор. Во септември, здравје Боже, ќе има учебници за сите ученици. Нема више скрипти, нема више фотокопии, нема више искинати учебници, значи све ќе биде пиц-пец. Ако имате прашања, повелете. Што ќе имаме прашање, ова е супер вест, секоја чест. Фала. Јас ќе се надоврзам на колегата, секоја чест. Супер, шом се слагате со ова, да продолжам понатаму и уште нешто друго да ви кажам. Ајде. Економијата добро се движи, искрено се надеваме дека ако успееме да направиме се што беше ветено
во предизборната програма, може би дел од иселеното население ќе почне да се враќа. Сигурно. Сите сакаат да се вратат дома ако имат услови за живот, така ли? Ама така е, министерке, Да. апсолутно е Нашата така. влада работи на Бе, тоа. дома си е дома и Владо Јановски пееше. Точно така. Какво враќање бе министр ќе се слушате ли што зборите? Колега, многу Абе, мрчиш. Што мрчам, сите бегаат ко попарени. Како не бегаат? Еве, сега ќе ве демонтирам, гледам, дечко, дојди малце со куферот таму. Каде ќе патуваш? Не патувам, ја се вратив, сега се вратив и не планирам да се одам. А од каде се вративте? Од Германија се вратив, таму нема леп, бе, катастрофа Нема е леп? таму, бе. Нема леп таму. Извини, колку години беше во Германија? 5 години, 5. Со авион се вративте сега? Да, бе, да, со авион. Дали во тој авион кај што патувавте и вие имаше и други повратници од странство кои имаат намера да останат во Македонија? Па да ти кажам, право имаш уште тројца. Колега, ова е Гледате? ексклузивка. Бомба вест. Јас одам да ја објавам. И ја исто. Нашите се враќаат дома. Министерке, лудница сте, само напред. Лудница сме, знам. Добар бев. Одлично. Одличен, 9-50 евра. Чекај, како Што? 50, како 5, нели за 100 че се договорив? Аман бе така млад, а таков материалист и биди така за едно 5-6 стај тука месеци. у пасошот. Ќе ми требаш исто да ми глумиш повратник од странство, добра? Ама чекај, нема да можам. Зашто, Па што? нема да можам, јас сега на 1 август летам за Чикаго кај чичко ми и таму ќе почнам да живеам, не се враќам од таму. Аман бе, ама си будала бе, бе дечко. А имаш ли некој другар што сака да заработи лесна и убава пара? А имам да ти препорачам, еден ќе ти пуштам контакт, Мартин се вика човекот, на Вибер ќе ти пуштам контакт, он со мен идеше на аматирски театар, ќе ти заврши работа, така да немај гајле. Добро, само да не ме забориш. Ти го праќам од. Ајде, пријатно. Ајде, фала ти уште еднаш. Ајде. Добар ден, млад господине, повелете, седнете, како може да ви помогнам? Па сакам да одам на одмор во Грчка. Одлично. Во нашава агенција имаме аранжмани за цела Грчка. Сакате халкидики, крв, крит, родос. Ваше е само да изберете. Имам само 300 евра. Колку дена сакате да останете? И по 10. Со 300 евра 10 дена во Грчка. Не, тоа е невозможно, али за тие пари може да ви обезбедам еден аранжман за Албанија. Има и доручек, пат, убаво мало симпатично хотелче, некои 500 метри од плажа, убаво е. Значи, јас сакам да одам во Грчка. Абе, дечко, и јас сакам и да прднам и да стиснам во исто време, ама не оди таа работа. Во е безобразно, бе. Не е безобразно, ова е туристичка агенција, не е Министерство за труд и социјална политика. Леле, свашта, што слушаме? Не ми се верува. Што свашта, што? Прво го стиснам ми нешто. Ама што ти е, бе? Не сум јас свашта, бе, ти си свашта, со 300 евра ќе идам во Грчка. Да? Добар ден. Добар ден, господине. Повелете, Фала. сте за едно кафенце? Не, фала надвор многу жешко. Жешко е. Да си одам. Жешко е. Да, него ми треба аранжман за во Париз. Париз. Прекрасен избор. Значи, што да ви кажам, аранжманот ни е многу содржаен. Сена, патување со бродови, Лувар, Версај, шетате до онаа црквата Нотр-Дам што е. Значи, цел Париз ќе го видите, ќе си поминете најубаво на свет. Значи јас сакам да го изненадам мојот сопруг, сега слави 60 години и Честитки. викам фала да ви се враќа па да земаме еден аранжман. Колку кошта? Вие ќе частите. Да. Вашиот сопруг е благословен. Браво! Па вака, мислам дека за вас и за сопругот со 1500 до 2000 евра ќе завршиме работа. 2000 евра. Максимум. Епа, господја, Париз не е делчево. Добро, право. Јас толку пари немам, ќе земам кредит, па ќе се вратам. Паметно, господја. Па Фала ви. пола Македонија летува со кредит. Така е. Ама што е битно? Фејсбуче, Инстаграмче, ваму слика, онаму слика, за цел живот тоа останува. Нема збор, така е. Така е. Фала многу сте љубезен. И Ве чекам, се најубаво поздрав до сопругот. Мерси. Пријатна и мерси на француски ви збори, браво. Да? Добар ден. Добар ден, Јас сум- Нема потреба да кажувате кој сте, ве познав, вие сте од ВМРО ДПМН. Значи препознатлива фаса. Седнете, седнете ме молам.
Вие сте препознатлива фаца, вие сте меѓу најпаметните во таа партија. Кога вие ќе почнете да зборите во собрание или давате некоја изјава, ја гасам све. Телефонов го джиткам у другата соба, само и само вас да ве слушам. Ајде бе, Да, значи сум опасна фаца. за мене вие сте поопасна фаца и од оној лигња. Како може да ви помогнам, драг господин? Па вака да сакам да одам на некое далечно, екзотично место за да изненада мојата... Жена. Па не баш. Не навлегувам во интима и во швалерација. Ама имам веднаш еден супер предлог. Да? Дубај. Многу е далеко. Авионите брзо летаат, господин. Ама многу е топло таму. Секаде има клима. Добра водич, дискреција, ти реков ми рече. Значи за дискреција муаве да не правиме. А водичи имаме едно чудо, па пола седа само се таму. Сваќаш? Да. Кој сакаш да ти биде водич? Па, Венко може би. Венко цел август е у Дубај. Ти кога планираш да идеш во Дубај? 10 август, од 10. Таму ќе биде Венко. Таму ќе биде. Само слушај. Еве ја имам тука едно знаме од Виргина. Ај, браво. Ке си го ставиш на грбче и кога ќе излегуваш од авионот, Венко ќе те препозна и ќе те земе под своje. Па супер, тоа ж договорено. Убаво да си поминат и да знаете, подобар водич од Венко нема. Секаде ќе ве рашета, се ќе ви раскаже. Фала ви многу. Фала на вас. Да живее Македонија. Да живее, ја знаете. За 2-3 години има да ја оправиме толку што нема да ја препознаете. Сигурен сум во тоа. Ајде, Нема да ја препознам. Да живее Македонија. Среќен пат. Пријатно. Пријатно. Другарче викаат дека здравиот човек има 1000 желби, а болниот само една да биде здрав. Е сега кај нас не дај Боже да се разболиш. Или треба да имаш пари приватно да се лекуваш, или да имаш пријатели за во јавното здравство. Ако немаш пари, ќе треба да чекаш на твој термин. И додека дојде твојот термин на земјата, ќе си го добиеш твојот термин на небото. Мораш да му се молиш на Господ, друг спас нема. За состојбата со нашиве јавни здравствени установи, што да ти кажам, не дај Боже да влезеш у некој од нашиве болници, кога да си влегол у студио за снимање хорор филмови. Ја пред година дена лежав на една болница и недела дена поради природата на мојата болест бев само на инфузија, без исхрана. После недела дена ми даваат така наречена жута храна, супа, ориз, батак. Арно ми ја дават, ама не ми дават вилјушка и лажица. Викам на болничарот, со шо да го јадам ова? Па вика, не си досиш од дома? И нема веза, сркнав тоа, изедов оризот со раце. Ја викнав докторката, таа што беше главна, и викам, дај докторке да потпишам отпусна и да си одам, пуштајте ме, овде не издржувам уште еден ден. Ама вика, ако потпишеш своеволно, нема проблем, дај да потпишам, иначе ќе се фрлам. Ама вика, не се зевзечи. Абе, како зевзечење? Дај да потпишам и излегов и фала Богу сум жив и здрав. Али, како вика, здравје Боже, ќе биде подобро, еве сега сме четврта земја во Европа по економски раст, нели? Младите се враќаат. Здравје Боже, ќе биде болje. Така. Шеткаме и прашуваме. Каде на одмор годинава? Размислуваме и во опции ми се 3 слоеви. Охрид, Галичица или Егеот. Не стига за таму. Кога би имале пари, кај би одале на одмор? Па не знам и ја. На море или на планина? Планина негде. Кожув, Да. Маврово. Де бар таму идеме ја. Се знае каде наше море Охрид. Приватен смештај или хотел? Приват. Колку се движи креветот во Охрид? Не знам, година лани беше 10 евра. Година сигурно ќе биде поскапо. Па може да стигне до кај 2.13. Не, за нас ќе биде поевтино. Пријатели, не сте тие. Јас сум хармоникаш, Да? група Срма Скопје го дрма, ако сте слушнале на времето. Браво. Иначе кермес го имам свирено 11 години, лето. Годинава никаде. Пензионер сум, жената не ми е баш добра.
ќе тргнеме од дресот. Ова е значи официјалниот дрес на Аустралија, така? Така е. Имаме кенгури. Има И ној, кенгури. тоа што е? И ној. Кај ви е дресот? Брза птица и трица вика. Кај ви е дресот? Од Австралија. Кумот ми го донесе. Кумот ви живее во Австралија. Австралија, така. Бевте во посета на кумот некогаш? Не. Ја од Македонија тешко се двојам. Каде годинава на одмор? На одмор оваа година во Булјарица. Како и секоја година. Вика во Јадран, вика. А Јадран е наш, од Југославија. Колку години поред одите во Булјарица? Па, откако прекина да работат кампоите во Македонија, има 10 години. 10 години идам во Црна Гора. Во Дојран. Имам таму викендица и многу ми е убаво таму. Прекрасно. Како е со водата оваа година Дојран? Мислам дека е добро. Ловите ли риби таму? Јас не, синот, да. Па да ви кажам, јас размислував за Грција, меѓутоа некако моралот ми падна. Грците не сакаат нас многу венек. Море човек, гледај гркињите да не сакаат, батали ги грците. Инаку да ве подсетам дека најсвежо преку лето е на планина, а ние ги имаме од убави по убави. Бистра, Шапка, Пелистар, Пониква, Кожув и така натаму. Тема втора. Што преферирате за живеачка? Куќа или стан? Јас сум роден при земја, куќа. И не можам, морам пак куќа. Свое. Сега живеете во куќа? Не, напротив, сега сум во стан. И што е поубаво, стан или куќа? Куќа. Во куќа во Стопански двор. И што е поубаво, живот во куќа или живот во стан? Да ви кажам, во стан е поубаво за нас старци. Куќа Послободен си. по-слободен, по-широко, па гледаш нешто, па устан како. Рековте во Стопански двор вие куќата. Да. Така? Да. Имате и плац нешто, обработувате земја? Башче само. Што има од зеленчук? Пипер, патли заморалне сега. Стан или куќа? Во што е подобро да се живее? Си има све своја убавина. И станот си има своја убавина и куќата си има своја. Што е убавината во станот? Во станот немаш обврски многу. Ни с куќа, ни с двор, бавчи, некој ми рече. Идеш на работа, дојдеш, ома лежиш и... Лежиш, ета, така. А во куќа се знае, мора да иде цвеќе, дрце, ти реком, си има. Значи, поубаво е да си во стан заради тоа што можеш да си видиш ленчуга. Тоа да. За ленчуна да. И за вас што е поубаво, стан или куќа? За сега се уште во куќа. Имам станче, ама се мислам. Станот го издавате? Не. Си го чувам така. Имате стан во Скопје, имате куќа во Дојран. Каде е поубав животот, во стан или во куќа? Па и тоа се има предност и негативна страна, зависи. Ајде да тргнеме што е предноста на станот. Помали трошкови, Што е предноста на куќата? двор, природа. Слобода. Убав поглед, не делиш дзицо комшијата, можеш да видиш сам. Да. Ја живеам во куќа. Овде во Нерези. И? Супер. Дали некогаш сте живееле во стан? Да. Во стан имам живеено на 20 години кусор. И споредба. И во Стан, Киселево, куќа. И во Чаир имам живеено во стан. Али сега имам куќа од 98 година во Нерези. Како се чувствувавте кога живеевте во стан, како се чувствувате сега кога живеете во куќа? Многу поубаво куќа. Слободно. Слобода. Стан. Зошто? Па остарев, кога бев млад, у куќа беше најдобро. Може да обработиш све што треба и да сработиш. А сега станот, оди, легни, спи, добро е. Фали стан, живеј во куќа, а вие како си сакате? Последно прашање. Играат фудбал Америка и Русија. За кого ќе навивате? Америка. Америка. Америка ви е во срце. Па да, Русија е веќе. Што прави? Драго ми е, јас сум Горан, вие сте? Нежми. Пошто тежиме за Европска Унија, би навијало за Америка. За Русија. Зошто баш за нив? Зошто? Православие. Православие. Многу време заедно Па и Америка, НАТО. НАТО. НАТО сега. Епа. А православието е од антивек. Нели? Не сакаат русите? Па не сакаат. Никој не сака нас, само негде мора да се наклониме. И баш таму да се наклони. Па сакаате. Кој не сака нас друг? Па НАТО не сака. НАТО му е гален НАТО. Не. Така те виж, православието
социјализмот бивши, не е тоа И едноставно. Тито се скара со русите само тоа да ве Се подсети. смири. Се смири утре Цавајле чекаше Сталин да умре, па после се смири со Хрушчов. Некој да чекаш да умре, да дојде на позиција, тоа е нормално. Момент ве молам, ме снима за кампанија. Момент па ќе ви се јавам. Играат фудбал Русија и Америка. За кој ќе За навиват? Русија. За Русија, да. Отворено, нема тука. За Русија. Смеам ли да прашам зошто? Онак. Се знае за русите. Кој ни се браќа? Русите. Браќа ни се тие во НАТО што ни се. Не. НАТО не е за нас. Грешка е тоа. Грешка е. Какво НАТО? Русите. Најголема грешка. Ние тапкаме уместо со години. Зошто? Заради тоа НАТО. Сврти се на кај русите, со србите, браќа под рака, ќе отидеш кај сакаш. Вас Вучич ви е идол. Не Вучич. Путин сега. Баќушка. Епа, баќушки, спасиба и да живее НАТО. Се наоѓаме во едно паркче во Карпош каде има споменик. Верка Бунтеска ќе ни каже за монументот. Се најдуваме овде пред споменикот на првиот партизански скопски одред. Треба да се каже дека тоа е едно култно место во кое на 22 август 1941 година е формиран првиот скопски партизански одред. Прв во Македонија, прв кој што, да речеме, собра храброст, храбрите меѓу најхрабрите, излегоа да се борат против една сила, силите на Третиот рајх. И нормално, во секој наш парк има ѓубре. Таков ни е табиетот. Арно ама се собраат дечките од Црвен крст, Сојузот на борци Карпош, Сдруженијето на жени, пензионерите, лајонси и општинарите па направија ред. Колку вреќи ѓубре собравте? 20. Марко Дабевски и неговите 17 пајташи од Црвен крст засукаа ракави и го собраа она што нивните врсници крвнички го фрлаат. Пластични флаши, лименки од пиво и слични работи кои што се наоѓаат тука, кои што најверојатно се користат за водочните часови, додека има дружби тука на ова место на некои локални луѓе тука. И стварно мислам дека ќе треба да се испрати една порака вака до сите, бидејќи тука како што видов има на многу места има контејнери поставени кои се многу блиску да го фрламе ѓубрето на вистинско место каде што треба, бидејќи е стварно греота е на волку убаво место со волку убава сенка да се оптоварува со такви отпадоци да се нарушува видикот. За жал, контејнерите се на само 20 на метри од паркот. Ама иди објасни му на некултурниот да не биде токмак. Овие прекрасни младичи одат од школа во школо и држат хигиенски предавања за идните генерации да бидат поумни од сегашниве. Добро, како и да е, сега се е средено. Уште да се искоси, па ќе биде пицикато. Карпошовци имаат амбициозни планови со паркот на првиот скопски партизански одред. Сакаме ова место овде да се култивира, да стане пријатно место каде што ќе се развива култура на сеќавање, ќе се потсетуваме на учесниците на првиот партизански одред и на сите останати, но ќе има активности кои што би биле, да речеме, поглед во иднината. Значи, да има некое поетско читање, некоја музичка изведба, средба на граѓаните. Значи, би сакале ова место понатаму, значи, да добие чешма, да речеме, да има вода, да има летниковац и повеќе клупи за седење. Повеќе клупи за седење. Карпошовци садат цвеќиња, го чистат споменикот, а наскоро овој простор ќе добие и ново име – Патека на црвените јавори. Символиката е јасна, а посадените 20 јавори мирно си шумолат на јунскиот тивок ветрец. Поентата на прилогов е дека сепак во овој наш Валкан град има и чисти луѓе. За нив десетка, за тие другите презир и чврга. Извини една минута, само нешто да ти кажам.
Моето детство највеќе го памтам по илјадниците импровизирани тезги со пиратски DVD-ња, со филмови на секаде низ Скопје и пошироко. Тие дискови за мене значеа портал кон светот. За разлика од денес кога имаме интернет и сме пренатрупани со информации, со содржини од илјадници извори. А најинтересно ми беше што пред неколку дена видов човек како на импровизирана тезга во 2025 година продава DVD-ња со пиратски филмови. И го гледам човеков и си викам, па ако е точно оно што го викаат дека не онади убавиот, туку онади упорниот, па овој што продава DVD-ња во 2025 година не да онади се утепурало највеќе. Упорен човек е, упорен. Ај друг пат ќе правиме моја. На 15 јуни го славиме споменот за светиот свештеномаченик Еразмо Охридски. Бил родум од Антиохија и живеел во времето на царевите Диоклецијан и Максимијан. Се подвизувал на Ливанската гора и од Бога имал голем дар на чудотворство. Тргнал да го проповеда Евангелието и дошол во Охрид, каде го воскреснал синот на некој човек по име Анастас. Малку подоцна му ја докажал на царот Максимијан силата Христова, пошто 20.000 незнабожци преминале во христијанството и се крстиле. По наредба на огорчениот цар биле заклани сите овие луѓе, а Еразмо бил ставен на тешки маки. Ангел Божи го извел од затворот, пошто овој Божи слуга отишол во кампанија за да ја проповеда Христовата светлина. Се упокоил во 303 година. Пештерата со црквичката на Свети Еразмо и денес стои недалеку од Охрид. Од 16 јуни до 12 јули е Петровденскиот, односно апостолскиот пост. Правилото е исто како за божикниот. Значи, понеделник, среда и петок, постните јадења се подготвуваат на вода. Вторник и четврток со масло, а сабота и недела дозволена е риба. Духовниот пост подразбира милосрдие, добар збор, молитва кон Бога, љубов кон сиот свет, односно очовечување и гушење на егоизмот, себецентризмот и земската нарцисоидност. Нека и овој пост ни биде за духовна преродба и душевен мир. Симона Темелкова Кабранова е предвремено родено дете. Поради мозочно крварење, Симона има големо оштетување на центарот за движење. По направените испитувања, треба да се оди на лекување во Мексико, каде ќе се прават интензивни физикални терапии, хидротерапии, пливање и електротерапија. Третманот чини 150.000 евра, трае 6 месеци и гарантира исправање на нозе. Доколку можете, донирајте 100 денари на телефонот 143 102. Бројот важи само за корисниците на Телеком. Ви благодариме на човечноста. Сексот е подобар од муабетот, но некои личности не даваат да им докажеш. Пријатно.